СДСМ обвинува за мобинг. Директори на работа им ги малтретирале членовите, рекоа денес на прес од Штипскиот огранок. Последен е случајот со координаторката на форумот на жени на СДСМ во третата изборна единица Сонја Нацевска. Таа во изминатата година и половина, во неколку наврати, беше распределувана на различни работни позиции од страна на директорот на ЈПИСАР Ангел Бојаджиев, со цел да биде деградирана и омаловажена пред колективот. Од СДСМ потенцираат дека вакви примери имало многу, поради што на сите оние кои биле прераспределувани од работа им нуди правна помош. Бидејќи мобингот е кривично дело, ќе следува одговорност за уплашените кадри на ВМРО ДПМНЕ. Правните тимови на СДСМ ќе поднесат соодветни пријави. Ги повикуваме граѓаните кои што биле изложени на мобинг да се обратат за помош. Тука сме да ги браниме вашите права на слобода, на говор и на достоинствена работа. На денешниот прес на СДСМ реагираше прозваниот Ангел Бојаджиев, кој кажаното од страна на СДСМ го нарече шпекулација и обид за привлекување внимание по секоја цена. Вистината е дека вработената Сонја Нацевска имаше договор за вработување на работно место, продавач на погребна опрема. Со измените на законот за гробиште и погребални услуги, јавното претпријатие ИСАР нема право на продажба на погребна опрема и вршење погребални услуги. Оваа дејност, согласно законот, ја извршуваат лиценцирани погребални оператори. Со тоа, за работното место продавач на погребна опрема не постојат работни обврски кои вработената би ги извршувала согласно нејзиниот договор за работа. Од таа причина вработената, ваш активист Сонја Нацевска, на 5.5.2016 година, согласно член 78 од Законот за работни односи, и е понуден нов променет договор за вработување, согласно нејзиниот степен на стручна подготовка. Јавно ги повикувам сите вработени, доколку чувствуваат дека врз нив се врши мобинг, истиот да го пријават пред надлежните институции, а не да ги манипулираат граѓаните со невистини пласирани во јавноста. СДСМ не е место каде се пријавува мобинг. СДСМ е политичка партија која со пласирање на вакви невистини е се поблиску до дното. Стои во реакцијата на Бојаджиев.